90-годишна жена со хронична астма е последната жртва на COVID-19 за која со голема тага раскажуваат нејзините пријатели од групата за поддршка на хронично болни пациенти. И покрај сериозноста на болеста, таа морала да се врати на работа откако владата кон крајот на септември ја укина мерката хронично болните да бидат ослободени поради корона пандемијата. Дури тројца пријатели на Facebook групата починале од COVID-19 за една седмица, вели Билјана Рогозарска од иницијативата за поддршка на хронично болни. Моја пријателка, која беше член на групата и која стравствено се бореше за овие права на хронично болните, пред неколку дена ја изгуби битката со вирусот затоа што таа немаше влошување на својата диагноза, имаше астма како хронично заболување, немаше влошување, доби од специјалистот препорака за лекови, а не за боледување, затоа што болеста и беше стабилна, меѓутоа тргна на работа, незината работа беше со странки, таа сама себе се штитеше, меѓутоа не можеш да знаеш со кого ти се имаш контакт кога работиш со луѓе, и женава на 50 години ја изгубивме, не исчезна за 3 дена. Пациентите со хронични заболувања лутаат низ болничките лавиринти, а опасноста од вирусот е уште поголема, бидејќи дел од нив на секој 15 на дена чекаат пред ординациите на докторите за да го продолжат боледувањето. Имаме пример каде се шетаат на секој 15 дена до специјалист по нова препорака. Имаме пример кога добиваат 2 месеци препорака од специјалистот, меѓутоа матичниот отвара боледување на 15 дена и потоа документите ги праќа до комисија. Не оди точно дека не оди пациентот физички на комисија, тоа го прави матичниот. Меѓутоа од комисија добива пациентот дека дозволено е боледување уште 15 дена плюс, значи тоа е месец и пациентот треба да се врати на работа, а специјалистот препорачал 2. Министерот Филипче признава, проблемот на неусогласеност помеѓу специјалистите и комисијата го воочиле и наскоро ќе се решал. Тоа е административна пречка која што се надминува со продолжување на боледувањето преку матичниот лекар. Меѓутоа и за тоа најдовме решение и многу брзо ќе биде имплементирано во системот. Значи без потреба од продолжување. Со петиција до владата, кризниот штаб, министерот за здравство и народниот правобранител, хронично болните пациенти бараат ревизија на одлуката да се вратат на работните места. Одговор не добиле од никој. Филипче денес им порача оти барањето за средба не го добил, но штом дописот стигнал во неговиот кабинет, ќе ги повикал на средба. Кога? Не прецизираше.